Почитувани представници на медиумите, во врска со вчерашната пресконференција на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ, нашиот коментар би бил и смешно и жално во исто време. Повеќе од јасно е дека вакви пресконференции се одржуваат во сите општински комитети по наредба на врхушката на ВМРО ДПМНЕ, за да им се замачкаат очите на граѓаните и да им се сврти вниманието од катастрофалното владење на Груевски и компанијата, кое е видливо во секоја пора на нашето општествено живење. Велат дека владата на Република Македонија во општина Струмица реализирала проекти во вредност од 726 милиони денари. Внимавајте, само 726 милиони денари за 5, а не за 4 години, колку што споменуваат, наспроти 2 милиарди и 400 милиони денари, колку што инвестираше струмичката локална самоуправа, откако со општината раководи СДСМ. Значи, 3,5 пати повеќе, господа, од ВМРО ДПМНЕ. 3,5 пати повеќе општина наспрема влада. Од патните правци кои се споменуваат, готов е само оној помеѓу Куклиш и Банско. Останатите два, Радовиш Струмица и Струмица Дојран, се проекти во југоисточниот плански регион, од кои бенефит треба да имаат општините Радовиш, Василево, Струмица, Валандово и Дојран. Па така, делот на Струмица во инвестирањето на владата за 5 години би бил еднаков на парите потрошени за лавовите во Скопје. И смешно, и жално. Згора на тоа, изградбата на патот Радовиш-Струмица го започна владата на СДСМ и за 1 година беа изградени 7 километри. А за 5 години ВМРО ДПМНЕ нема авер да го заврши. Патниот правец Струмица-Дојран требаше да биде готов во декември минатата година, а истиот одвај е стасан до Костурино. Доказ за тоа се дупките на сред село, низ кои минувањето со автомобил е еднакво на невозможна мисија. Свесни се луѓето од ВМРО ДПМНЕ, оти се приморани да лажат дека општината аплицирала само за патниот правец Струмица-Попчево, кога добро знаат дека е аплицирано и за Муртино-Свидовица и за спојот М6 Сачево. Но од владата ништо. Би било честно општинските ВМРО-вчиња да кажат колку истата таа влада инвестирала во другите општини, за да се види драстичната разлика. Ама со тие општини раководат нивни кадри, а со нашата човекот кој им е трн во око. Јасно е како бел ден. Граѓаните ја прочитаа власта како букварче за прво одделение. Не може да им се скрене вниманието од фактот дека од денес повторно поскапуваат лебот, струјата, нафтените деривати и сите други производи. Потрошувачката кошница за 30% е поскапа од времето на владењето на СДСМ, а само во јануари инфлацијата е 3%. ВМРО ДПМНЕ ги дотолчи граѓаните и сега им продава ефтини научно-фантастични филмови. Помина времето кога граѓаните веруваа во тие филмови. И за крај, едно прашање до Општинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ. Господа, многу ли сте среќни што Струмичкиот карневал годинава не добива ниту скршена пара од Министерството за култура? Ако сте среќни, браво за вас. Навистина браво за вас.